Слава им! Променија судбини и се отвори болка која ќе остане долго во сикавањето на нашата земја. У тие часови цела Македонија застана. Чувство на одговорност, одговорност да се сеќаваме, одговорност да учиме и одговорност да создадеме системи кои ќе бидат посилни од пропустите што доведуваат до трагедија. Ова конференција е опит трагедијата да се претвори во знаење, искуството да се претвори во лекција, а лекцијата во конкретни решенија. Политика не ту подолги. Постоеше само тишина и чувство на длабока загриженост за луѓето кои се бореа за живот. Тоше, Тодоровски Тоше, Коцева Ана, Живков Адријан, Петрушов Гордан, Георгиев Игорче, Стојановски Филип, Стојанов Томче, Стоименова Моника, Стојанов Стојанчо, Бројковска Сара, Шокова Марија, Ивановски Петар. Дел од повредените имаат тешки изгореници и комплексни повреди кои бараат третман во специализирани центри за изгореници. Во тие денови лекарите, медицинските сестри, здравствените тимови покажаа нешто што не се мери со протоколи и процедури, покажаа човечност, пожртвуваност и професионална храброст. Во такви ситуации, ниту една држава не може сама да ги носи сите медицински предизвици. По специализирани болници во странство. Болници во повеќе европски држави ги отворија своите врати за нашите повредени. Лекарите во тие центри заедно со нашите медицински тимови водеа сложена и долготрајна борба за животот и здравјето на повредените. Самоуправа и со семејствата се разгледуваат иницијативи за достојно одбележување на настанот и за создавање место на сеќавање кое ќе потсетува на вредноста на човечкиот живот и на важноста на солидарност. Такви места се дел од колективната свест на едно општество. Денес со нас се лекарите и медицинските експерти од странство, кои во најтешките денови по трагедијата беа директно вклучени во лекувањето на повредените во нашата држава. Вашата професионалност, солидарност и хуманост ќе останат длабоко запаметени, искрено ви благодарам многу за тоа. Сојузници во борбата за секој човечки живот кај нас. Во тие денови, дел од тешките повредени пациенти беа транспортирани за лекување во странство, беше потребна солидарност и од другите држави која што навистина ја имавме. Национална болка. Во тие моменти кога секоја минута беше пресудна, токму поддршката од вашите земји, вашата посветеност, знаење и хуманост помогнаа да се спасат многу животи. Вкупно 115 пациенти беа згрижени и лекувани во странство. Благодарение на подадена рака на наши партнери и пријатели. Програма на сител по трагедијата која се случи рано изутринава во ноќен клуб во Кочани. Најмалку 50 лица според последните информации, 53 од гостите